Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Музеот на Тетовскиот крај организира работилници за деца преку кои тие се едуцираат за стари занаети и за изработка на предмети од глина. Фестивалот ќе го отвори гостиварскиот театар со драмата 11 разбеснети. Реакции, остварени средби со граѓани и презентација на проекти во состав на 5-тиот ден на изборната кампања. Спроведувањето на пописот заврши вчера, при што се попишани над 1.800.000 граѓани. Резултатите се очекува да бидат објавени до крајот на март 2022 година, односно за 6 месеци од денот на завршување на пописот. Спроведениот попис е резултат на долгогодишна работа и труд, посветеност, стручност и професионалност, резултат на ентузијазам и желба да се подготви, организира и спроведе оваа статистичка операција, која беше неопходна, потребна на нашата држава. За сето ова им упатувам искрени честитки на вработените во Државниот завод за статистика и на сите други учесници. Ја изразвам својата огромна благодарност за огромниот труд на сите вработени во Државниот завод за статистика, комисиите за пописните райони и до сите районски инструктори и попишувачи, до медиумите, донаторите, државните институции, невладените организации, Агенцијата за медиумска промоција на пописот, но пред се огромна благодарност до сите граѓани кои препознаа важноста на пописот, ја остварија својата законска обврска и со попишувањето дадоа придонес за својата иднина и за иднината на своите поколенија. Затоа што, всушност, пописот зависи од сите нас и е за сите нас. И сега за податоците што ги прибравме во текот на попишувањето. Со пописот во земјата се попишани купно 1.832.696 лица, 568.175 домаќинства и 837.255 станови. Со примената на комбинираниот пописен метод и со користењето на новите технолошко-технички алатки, се овозможи ефикасно следење на попишувањето и офатот на единиците на пописот на терен. Изразено во бројки, тоа значи дека од офатените објекти за живење, 91% беа предмет на попис, а 9% се објекти кои не се предмет на попис. Сите објекти кои беа предмет на попис беа посетени по неколку пати. Онаму каде што по неколку кратките обиди не се оствари контакт со граѓаните, тие беа повикани да се попишат во седиштата на општините. Оние кои тоа не успеа да го направат, сепак ќе бидат дел од пописот, бидејќи се очекува да ги има во некои од базите кои ќе се користат при обработката на податоците, така што со сигурност знаеме дека целосно и успешно го опфативме населението кое во овој момент живее во државата. Гранчарството да опстои како занает. Музеот на Тетовскиот крај организира работилници за деца преку кои тие се едуцираат за старите занаети и ги согледуваат основните вештини за изработка на различни предмети од глина. Ова е еден од начините преку кои институцијата се залага за зачувување на традицијата и вреднување на занаетите. Едукација за еден од најстарите занаети во регионот и пошироко. Во Музеот на Тетовскиот крај учениците од основните училишта веќе втора година поред може да погледнат како се изработуваат глинени предмети, односно да научат повеќе за грнчарството, како занает кој е во изумирање. Дури во услови на пандемија, музеот напорно работи на зачувување на традицијата и вреднување на занаетите. Работилниците се отворени и за други заинтересирани лица. Гранчарството како занаед во Тетово порано бил многу развиен, дури нели и многу семејства својот начин на екзистенција го наоѓале во гранчарството, меѓутоа со индустриализацијата сето тоа се заборава, дури доаѓа до момент кога веќе немаме возрастен човек мајстор кој може да го покаже занаетот на новите нели на младите генерации. Идејата за гранчарската работилница токму од таа причина ја покренавме. Работилниците ве втора година, трета етапа. Ние не одиме во фази за усовршување на децата, туку за покажување на основниот занает од почетокот до финалниот производ.
Значи иницијативата е наша. Алатките за работа ги набавивме, работилницата веќе втора година се одржува во овие услови на пандемија, значи одиме со мотото да не се заборави, односно да се потсетиме на занаетот и дека животот мора да продолжи. Грнчарот Слободан Столески неуморно и трпеливо работи со децата од училиштата. Тој им ги покажува вештините и начинот на кој се изработуваат предметите. Вели дека на ваков начин децата се мотивираат за да продолжат да ги негуваат традиционалните вредности и можеби да продолжат и со бавење со грнчарство. Тука сме да им пренесеме на децава еден стар занает кој е на изумирање, кој се работи во нашето село со илјадници години, не се памети од кога. Да, во времето секоја една куќа во нашето село се занимавало со овој занает и екзистирале од тоа. Ги носеле предметите во разни села, градови ги продавале за екзистенција, за живот. Сега, на жал, останавме уште еден мал дел од тие што се занимаваме со овој стар занает и сакаме да им го пренесеме на деца вака за да не изумре тој занает. Да можда некој ќе се најде што сака да го работи и таа традиција да продолжи понатаму. Ова, например, прво глината се приготвува, се копа, се носи дома, се приготвува, се зема тука, се става на грнчарското колце и се дел по дел, значи движењето со рацете, нозете, цело тело треба да ти биде концентрирано на предметот што треба да се изработи. Полека дел по дел и ова еден тежок занат, не се учи така многу брзо, едноставно, него треба постапно. Да, и кој ќе се зависи што предмет се работи и така треба покроце, полека, колку глина треба да знаеш, например, самиот мајстор си знае што треба да работи. Од музеот додаваат дека е навистина тешко да се најдат луѓе кои се уште се бават со старите занаети, па секој што се бави со некој од нив, како на пример грнчарството, може да се обрати на институцијата и да даде свој придонес во работилниците. Центарот за еднакви можности Бубамара денеска на Тетовскиот плоштад организираше изложба од инбокс во плоштад. Целта е да се охрабрат жените и девојките да пријавуваат вознемерување преку социјалните медиуми. Ако имав БМВ, сигурно ќе ме следеше на социјалните мрежи. Здраво, како си? Многу си убава. Да немаше шамија, сигурно ќе се оженев со тебе. Ова се само дел од пораките кои ги добиле девојки од Половшкиот регион, кои беа денес изложени на Тетовскиот плоштад. Центарот за еднакви можности организираше изложбата со цел да се мотивираат и охрабрат жените и девојките да пријавуваат малтретирање со кое се соочуваат преку социјалните медиуми. Изложбата денеска се вика од инбокс во плоштад, затоа што сакаме пораките што девојчињата ги добијат во социјалните мрежи да ги видат сите. Тие се пораки кои имаат вознемирување, малтретирање. Ние баравме од девојчињата да ни ги пратат овие пораки за да можеме ние да го правиме оваа изложба. Во истражувањето на Центарот за еднакви можности Бубамара, со кое биле опфатени 208 девојки на возраст од 18 до 25 години. 65,8% од нив одговориле дека примиле пораки од момчиња или мажи кои содржеле разни форми на сексуално вознемирување, говор на омраза, закани и навреди. 32,2% од нив не примиле такви содржини на социјалните мрежи, додека 1,9% се одлучиле да не одговорат. Поголем дел од нив предпочитаат да му се обратат на семејството кога се вознемирувани. На второ место е полицијата, а голем број на девојки одговориле дека не знаат каде да се обратат. Треба да се пријавуваат. Тоа е и нашата цел, да се пријавуваат во полиција, во социјалните мрежи, било каде. Истражувањето на Бубамара покажало дека девојките кои ги пријавиле ваквите пораки генерално не биле задоволни од резултатот. Петтото издание на меѓународниот театарски фестивал Отело во Гостивар почнува утре и ќе трае до 7 октомври. Фестивалот ќе го отвори Гостиварскиот театар со драмата 11 разбеснети. Меѓународниот театарски фестивал Отело во Гостивар го доживува првиот јубилеј. Петтото издание на манифестацијата, која ја слави театарската уметност, започнува утре и ќе трае до 7 октомври. На сцената на Центарот за култура Асном ќе бидат поставени 6 драмски представи, а на отворањето настапува домашниот Гостиварски театар
со драмата 11 разбеснети. Нашата цел за овој фестивал беше дека во Гостивар треба да има установа, како што е Национална установа Гостиварски театар, и тоа е намерата на фестивалот, што ние се трудивме овие години да ја правиме фестивалот, да ја запознаеме целата јавност во Гостивар дека театрот е нешто свечено, нешто што треба да учествуваат сите без разлика дали ја сакат или не ја сакат уместносно. И тоа мислиме дека е нашата цел што ја достигнавме досега, бидејќи ние сега имаме театар во Гостивар и свеченото отворање ја отвараме со Гостиварскиот театар. Во следните фестивалски вечери публиката ќе има можност да види представи од Албанскиот театар од Скопје, театрите од Истанбул, Корча и Подујово, како и Битолски театар. Сите представи започнуваат во 20 часот и влезот за публиката е бесплатен. Манифестацијата ќе се одржува согласно протоколите за заштита од ковид, што значи задолжително е гледачите да имаат сертификат за вакцинација. Како и секоја година, манифестацијата ќе се заокружи со доделување на награди за најдобра представа, режисер, актер и актерка. Меѓународниот театарски фестивал Отело се реализира со поддршка на Министерството за култура, Општина Гостивар, Центарот за култура и спонзори. Кандидатите за советници од редовите на ВМРО ДПМНЕ вчера беа во посета на населеното место Певчина во стариот дел на Тетово, каде што излегува со реакција за непроодноста на улицата Гоце Делчев, која што е во тек на реконструкција. Почитувани наши сограѓани, се наоѓаме на Певчина, во стариот дел од Тетово. Тука и по цели 8 години од владењето на оваа власт, многу е ветено, но ништо не е сменето на подобро. Одлуката за започнување на реконструкција на улицата Гоце Делчев секако е за почит и поздрав. Но временската рамка за реконструкција на улицата е предолга и е за секоја осуда. Непроодноста на патот создава огромен револт, земајќи го во предвид фактот дека во оваа состојба во која долго време се наоѓа улицата, не е можно да се приближи ниту едно интервентно возило, со што животот на сите луѓе во оваа населба се става под ризик. А основното нормално функционирање на луѓето во населбата им е сведено на минимум. Во оваа прилика сакаме на нешто да ги подсетиме сите оние кои велат барем ја започнавме реконструкцијата на улицата Гоце Делчев. Сите нив ги подсетуваме на следното. Во 2 наврати во минатото владата на ВМРО ДПМНЕ одвои средства за реконструкција на оваа улица во висина од 10 милиони денари, но поради неразјаснети околности, истите не се вложени во незината реконструкција. Ги прашуваме, каде исчезнаат тие средства? За ваквото непрофесионално работење знаеме дека нема никој да поднесе одговорност, но затоа одговорноста доаѓа од граѓаните. 17 октомври е денот кога народот ќе пресуди за вашата неодговорност во работата. 17 октомври е денот кога народот ќе избере промени, проекти и победа. 17 октомври е денот кога народот ќе избере среќен број, бројот 7. Кандидатот за градоначелник на општина Брвеница од редовите на СДСМ Мирко Стојановски презентираше еден од поголемите капитални проекти од нивната изборна програма. Почитувани мои сограѓани и пријатели на општина Брвеница, денес ќе ви го презентирам еден од поголемите капитални проекти кои што се наоѓаат во мојата изборна програма, а тоа е реализација на проектот до изградба на клучката Скопје Брвеница. Реализацијата на овој проект е од витално значење за стопанствениците кои што гравитираат во општина Брвеница, меѓутоа и за сите граѓани, затоа што со реализација на овој проект ќе се намали и скрати патувањето за Скопје и обратно.
Со реализација на овој капитален проект ќе се растеретат улиците во Тетово, а исто така граѓаните ќе можат да го избегнат сообраќајниот метеж кој што се создава во градот Тетово. За успешна и европска држава треба да се реализираат проекти кои ќе им го подобрат квалитетот на живот на сите жители на општина Брвеница. Алијанса за албанците и алтернатива вчера вечер во рамки на предизборната кампања одржа средба со граѓани во гостиварското село Равен. Se gostivariaš njih pri institucioneve, njih je para. A jedini pse u pengon gostivari. Ni veli korupcionit na gostivar. Општина Гостивар изминатите 4 години прерасна во пример за успех. Ние сме најтранспарентна општина раководена од албанци во земјава. Нивото на корупција е најниско. Тоа е потврдено со истражување и анкета. Ние направивме револуција со водење на општината и повторно ќе победиме, затоа што граѓаните се со нас. Од овде, од Равен, може да кажам дека градоначалниците на ДУИ не направиле сите заедно толку, колку што нашиот тим направил само за ова место. Во следниот мандат продолжуваме со асфалтирање на улици, уредување со бекатонки, изградба на тротоари, канализација и друго. Сега ветуваме толку, а во новиот мандат ќе реализираме многу повеќе. Убеден сум дека Равен е решен да чекори по патот на преродбата на Гостивар. Кандидатот за градоначалник на општина Тетово пак од редовите на Алијанса за албанците Вулнет Мурсели оствари средби со граѓани во рамки на активностите од предизборната кампања. Имаме посебен план за да го изградиме кеот на реката Пена и да се уреди пешачка патека се до местноста Бањиче, за да се обезбеди рекреација за граѓаните и да се овозможи безбедно пристигање до локацијата. Ние како Алијанса за албанците ќе работиме напорно за реализација на тој проект и мислам дека ќе биде еден од најубавите што досега се реализирале во градот. Градоначалничката на Тетово и кандидатка за нов мандат Теута Арифи заедно со носителот на листата Блерим Османи одржаа средба со стручни лица со кои разменија мислење околу делот за нивната програма за урбанистичкиот развој на градот. Значи, денешната активност е активност за презентирање на програмата за урбанистичкиот развој на градот. Дискусијата е предвидена со архитектите, со сите тие кои работат во оваа струка. Претежно, значи, за нас е битно да размениме мислења за нашиот план за центарот на градот и за другите урбанистички решенија што се предвидени во нашата програма и исто така нивните размислувања во однос на целиот овој концепт што го нудиме за градот. Вториот дел од агендата на денешниот ден се однесува на состанок со Друштвото на пензионерите. Ние традиционално имаме како општина сме развиле добра соработка, поддржувајќи ги сите нивни програми досегашни, според нашата логика на балансиран социјален развој. Важно е многу, значи, да имаме добри програми за младите, но исто така и за третата возраст, затоа што ни е многу важно тие да бидат не само во добро здравје, туку да бидат и активни, социјално активни и социјално ангажирани. Во продолжение следуваат деталите од билтенот на СВР Тетово. Вчера околу 15 часот и 30 минути, 56-годишникот Неготино Полошко во СВР Тетово пријавил дека претходниот ден околу 21 часот во гостиварска топлица бил физички нападнат од неговиот 23-годишен зет и од уште едно лице од гостиварски Добридол. Случајот целосно е расчистен и документиран и против нив ќе следува соодветен поднесок по Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. На 29 септември годинава, околу 14 часот и 30 минути, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 28-годишникот Гостиварско Форино, кој претходниот ден околу 16 часот во Добридол физички нападнал 25-годишна жителка од ова село, со која порано бил во љубовна врска. Против него е изготвен соодветен поднесок со кој бил изведен пред судија на претходна постапка на Основниот суд Гостивар и на кого му се определени мерки на предпазливост.
Во рамките на засилените сообраќајно-контролни активности кои веќе подолго време се спроведуваат на поширокото полошко подрачје, вчера покрај другото, вкупно биле откриени и санкционирани 9 лица, 5 во Тетово и 4 во Гостивар, кои управувале возила без положен возачки испит и валидна дозвола. На сите им се изготвени поднесоци по член 225 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и ќе се соочат со парични глоби од 250 евра во денарска противредност. СВР Тетово уште еднаш со апел да не се седнува зад волан без положен возачки испит, зашто на тој начин се доведува во прашање сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Младинската екипа на фудбалскиот клуб Шкендија доживеа пораз од 2:0 од врсниците на сплитски Хајдук во рамки на првото квалификацијско коло на Младинската лига на шампиони. Младите фудбалери на Шкендија загубија на првиот надпревар од сплитски Хајдук со 2:0 во рамки на првото коло од квалификациите за Младинската лига на шампиони. Тетовските фудбалери како најдобри во својата генерација во Македонија по трет пат учествуваа во квалификациите за ова надпреварување, но со негатива од 2 голови ќе патуваат на реваншот во Сплит. Избраниците на тренерот Берат и Мери одлично се држеа на теренот и успеваа да ги затворат сите приоди кон голот, но Филип Чуич, напаѓачот на Хајдук, ја направи клучната разлика на теренот и со 2 погодоци донесе победа за својата екипа. Може да речеме дека резултатот е реален. Може би Хајдук малку е погоре од нас во сите сегменти на играта, но на моите играчи не им замера многу. Јас сум задоволен, тие го дадоа максимумот, но некои индивидуални грешки го решија надпреварот. Знаеме што значи Хајдук за овие наши простори, особено ние по старите генерации знаеме каков углед имал во бившата држава. Хајдук е голем клуб со голема традиција. Ние ќе се обидуваме во Сплит да одиграме што можна подобро од тука во Скопје и да се презентираме, да го презентираме нашиот клуб во позитивна смисла. Веројатно бевте хендикепирани бидејќи првенството се уште не е започнато, без официјален надпревар одигравте во квалификациите за Лигата на шампиони. Каква е тука состојбата? Дали е предвидено да почне во блиско време првенството или се уште се одложува? Многу коректно прашање од ваша страна. Да го потенцирав ја, може би некој ќе мислеше дека тражиме алиби на поразот. Ние сме хендикепирани веќе 1,5 година нашето првенство во младинска категорија. Не се одигруваат надпреварите. Ние немаме континуитет на надпревари. Тоа е голем хендикеп. Сега многу добро прашање кое треба да се анализира што како понатаму. Значи не може да се игра еден надпревар на 6 месеци или на 1 година. Тоа на вистина влијаеше многу негативно врз нашата екипа во овој надпревар. Мислим и во наредните надпревари, ако немаме континуитет е многу голем проблем. Поносен сум на своја 2 погодка, мислам да сме контролирали. Горд сум на моите погодоци. Мислам дека го контролиравме надпреварот во целиот негов тек. Шкендија мислам дека не загрози посериозно и заслужено победивме. На вториот надпревар во Сплит ќе играме исто како што беше и тука во Скопје. Ќе се обидеме уште еднаш да победиме и така да минеме во следната фаза. Победу и надамо се најболим, надамо се пролез. Реванш надпреварот помеѓу Хајдук и Шкендија ќе се одигра на 20 октомври на стадионот Полјуд во Сплит со почеток во 17 часот.
Тука ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!